Добре дојде во студио за Самуил Малчевски. Вие сте член на ВМРО ДПМН. Да, добре ве најдов. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам што дојдовте. Станавте критичар на ВМРО ДПМН и на Груевски, но не од сега денеска всушност и испративте отворено писмо до Груевски и до јавноста се разбира, каде барате негова оставка. Како велите да даде оставка за партијата да продолжи напред? Да се врати на победничките патеки. Видите како јас така и мојата фамилија може не толку јавно ли сме критичари на политиките на актуелното раководство на ВМРО ДПМН, вклучувајќи ги на Груевски, што 2009 година, со тоа што првите јавни наши настапи се 2011 и во периодот што преследи па се до ден денешен. Очигледно е дека во последните анкети, ако го случајно не смешен Институт Павел Шатев, кој што веќе е згаснат, дека ВМРО ДПМН како политичка партија ја губи поддршката кај народот и е драстичен нејзиниот пат. И тоа се должи најмногу на лошите политики на Груевски, на актуелното раководство кој што го предводи тој. Добро, кога велите да даде оставка Груевски, се разбира дека тој нема да ве послуша. Кого всушност слуша Груевски? Јас мислам дека освен самиот себе никого не слуша и дека се она што се тие фамозни големи бројки на советници и се останато, тоа е се една обична и голема фарса. Добро. Зошто е невозможно да се симне од престолот Груевски? Имате ли објаснување? Видете, проблемот лежи во самиот закон за организирање на политички партии. Ние се залагаме Македонија да биде демократска држава и да владее демократијата. А во суштина имаме закон за политички партии кој што овозможува султан партии. Кој што со промената на статутот на ВМРО ДПМН во 2003 година, партијата е комплетно направена султан партија. Сите одлуки да зависат од лидерот. Да, па дури и одлуката кои да бидат делегати на конгресот на партијата на кој што се бира лидерот, зависи од самиот лидер. Добро, кои се неговите најголеми лобисти во партијата за да остане тој на чело? Па видете, знаете што во суштина он правеше сите овие изминати години. Сите истакнати партиски членови ги вовлечуваше во матни дејани и во криминали, она што го слушавме за време на бомбите, и после тоа тие луѓе лесно ги манипулираше и ги контролираше. Воспротивно, ако не го слушаат, ќе има низа процеси против нив. Кој што беше процесот против Горан Стојков, против Ване Цветанов, ако се сеќавате, Ѓорги Тренковски исто настрада во еден политички монтиран случај, тука е Александар Диневски, кој што пострада од неговите. Добро, сакате да кажете луѓето кои му се најблиски, Јанкуловска, Ставревски, кој му е и всушност и кум. Кои се луѓето всушност кои го поддржуваат да остане на чело на ВМРО ДПМН? Тоа се тие што ги спомнавте истите тука, Јанакиевски, Ѓорчев, Николовски, Илија Димовски, Никола Поповски, најновиот нов ВМРО-вец, не така се го викаме, Христијан Мицковски. Тоа се луѓето кои што директно зависат од него. Ако го нема Груевски и ако се возможи демократизација на ВМРО ДПМН и ако партијата се врати на членството, онаму каде што изворно треба да припаѓа, никој тие луѓе нема да бидат ни во извршен комитет, ни во централен комитет. Дури се сомневам дека ќе бидат и претседатели на местни комитети, не нешто повеќе од тоа. Да, се говори во вид на неофицијални и се разбира тоа се шпекулации дека всушност владењето на фамилијата почива врз уцени, притисоци, закани, па дури и по живот. Па видите, да, со тоа што во главна улога во целата приказна имаше Министерството за внатрешни работи, нормално под нивна команда. Сега кога го немаат, целој тој систем полека како кула од карти паѓа. И впрочем и затоа е толку драстичен падот на рейтингот на ВМРО ДПМН, а пред се рейтингот на Никола Груевски како негов лидер. Добро, а кои се најголемите противници во ВМРО ДПМН на Груевски? Па видете, сите оние луѓе кои што на свој начин некако размислуваја пред со интелектуално партиско крило, со години наназад е дистанцирано од општественот политичкиот живот. На кого мислите, да? Па не би сакал луѓето да ги ставам во непријатна состојба, но тука има една плејада, например, универзитетски професори кои што беа големи поддржувачи на ВМРО ДПМН 2006-2008 година, кои што сега буквално никаде ги нема. Тие се систематски маргинализирани и дистанцирани од партијата. При тоа не мислам на
на Даштевски, и на сличните како него Каракамишева на пример, што ни сепак не се ВМРО-вци, не се од друга политичка партија ради интерес во ВМРО-ДПМН. Да, добро. А постојат секакви информации дека всушност борбата за трон во ВМРО-ДПМН се одвива многу често и едни од главните актери се и Антонио Милошовски и Владко Ѓорчев, на пример. Видете вака, цело ова време битката не е кој ќе биде лидер на ВМРО-ДПМН. Цело време битката е како партијата да се врати на членството и членството ни систем кој што треба да се креира дополнително, ќе каже кој да биде лидер на ВМРО-ДПМН. Не е битката ние по 5 години пак да седнем истиот муабет да го правиме. Добре. Битката е како по 5 години да сме неколку чекори понапред од тоа што сме сега. Видите, јас земам пример Република Хрватска. Санадер си замина, не се осети неговото заминување од лидер на ХДЗ. Напротив, по неколку месеци или година дена и нешто ни се врати уште посилни на власт. Во овој момент ВМРО-ДПМН, вака како што е поставено, со ова раководство и со овој начин на султанско донесување на одлуки, го следи долги години во опозиција. Добро. Освен ако не се модернизира, демократизира и освен ако не се втемелат во него некои основни европски вредности кои со жал до ден денеска не се почитуваат. Да. Добро, вие не сте дел од реформското крило на ВМРО-ДПМН, има ли причина за тоа? На изминатиот период имав неколку фамилиарни обврски кои што не можев никако да ги избегнам, прочем имавме фамилиарна веселба. Едноставно јас сум во секојдневен контакт со луѓето од Централниот штаб за Републичкиот штаб за реформи, комуницираме и разговараме на низа теми. Формално правно се уште немам подпишана декларацијата за реформи на ВМРО-ДПМН, но ако се вратиме назад, јас сум еден од првите кој што јавно побара ова раководство да се замени, партијата да се модернизира и да се демократизира. Што значи тоа? Колку луѓе стојат зад тоа реформско крило? Па, видете, според моите информации, секој ден се повеќе. Поготово после одлуката да правиме освежување со старите градоначалници или после неуспешниот обид повторно да се прелаже членството, јас мислам дека тоа реформско крило се повеќе ќе добива на тежина и на број на членови. Добро. Велите дека идеологијата на ВМРО-ДПМН е замената со криминал, со суров интерес и горда послушност. За кои криминали говорите? Слушнавме милиарди криминали во бомбите на СЈО. Впрочем, и самиот начин на кој се финансира партијата е спротивен на законот за политички партии. Да. Па тука имаме до милиарда бизнисите со Сејат Кочан, бизнисите со не знам некои други бизнисмени и моќници. Сето е еден магичен круг во кој што главна компонента е криминалот. Вие досега не сте биле принудувани, присилувани да подклекнете и да се вклучите во тие финансиски малверзации и криминал. Видете вака, значи прашувам, не констатирам. Ќе зборуваме отворено. Позадината на целиот процес на прислушкување не е да се гледа што опозицијата прави. Во суштина тоа е дел од системот како да се мобилизираат и да се регрутираат идните министри, заменици министри, државни секретари. Просто имате графа подобен или неподобен. Паралелно со тоа, тука има низа агенции кои што во име на ВМРО-ДПМН организираја семинари, обуки, низ кои што исто така се правеше скенирање на луѓето кои што се присутни на тие семинари и обуки и исто имаше графа подобен и неподобен. Јас не успеа да ме вмешаат во сите тие криминали, зашто јас секогаш бев во графата неподобен, да му служам и не бев практично не бев во графата горд послушник. Не се трудеа околу. Воопшто не се трудеа околу тоа, напротив. Добро. Тргнаа сурово да се пресметуваат со мене и членови на мојата фамилија. На кој начин се одмаздуваа? Па мене ми избркаја од работа, мајка ми ја казнија во еден крајно нетранспарентен процес, минус 6 месеци беше казнета од плата, му се закануваја на татко ми, ја деградираја мојата сопруга и буквално се осудуваја да појдат кај мои пријатели да му кажуваат ако се дружите со Самуил ќе имате проблеми во животот. Добро. Велите дека ВМРО-ДПМН ќе доживее дебакал на овие избори. Сметате дека се ослободува оваа заробена држава каде влеглан од сите пори всушност ВМРО-ДПМН? Ако доживее дебакал, веројатно се ослободила од заробеноста државата. Видете, ја го пишувам писмото дека од глава ќе му се скрши тоа што идеологијата ја замени со елитизам, криминал и интерес. Да. Ако сега ВМРО-ДПМН на анкетите губи со некои си 2-3%,
Замислете до денот на избори колку тој процент ќе расте и расте. Ние имавме процент кај што минатите избори водеше со некои 10% на сите анкети, па одвајна Едвити јаде со 20.000 гласа успеа да победи. Добро. Да. Така да, овие избори, кога вие го немате веќе системот за притисок и за репресија врз партиското членство, нормално на многу голем дел од тоа членство веќе му е преку глава да оди да биде статист на протести, контрапротести, да работи за некој друг да владее. Нормално е дека полека ќе попушти тој, најмногу ќе пострадаат од членовите, од вистинските ВМРО-ци кои што ќе одбијат на избори да појдат и да гласат за ВМРО-ДПМН. Каменот од блиску. Па да, од блиску доаѓа. Да. Добро. Сепак јас дали размислувате всушност дека ве демантираат овие тврдења дека таа заробена држава полека ќе попушти, дали смета дека ве демантираат состојбите всушност во судството? Ние гледаме со какви притисоци уцени и какви се всушност состојбите во судството, дека е невозможно истрагите да дојде до некаков епилог. Видете, вака нереално е да се очекува нешто што 10 години систематски е правено преку ноќ да се промени. Да. Мене помалци ми е чудно однесувањето на актуелната владеачка гарнитура, зашто досега требаше да имаат многу драстични чекори со кои што многу работи требаше да сменат. Некако ова цело време тактизирање и стоење во место ми се крши од глава. Нормално го имаме новиот извештај на Прибе денеска, во кој што има пак низа забелешки за состојбите и во правосудството и во државата. Да. Добро. Вие претходно го поддржувавте ВМРО-ДПМН, велите дека до 2011 сте биле делот, нели, од владеачката структура, всушност бевте и студентски лидер. Апсолутно, да. Бевте студентски лидер и имаше проблеми околу имплементирање на тие реформи. Знаете како ги објаснувате вашите приватни, тоа не се приватни, но се професионални дебакли, кога говориме за дебаклите на ВМРО-ДПМН, во контекст на студентското лидерство? Знаете како е, во тој период многу работи се случува, имаше многу иницијативи, кои што како тогашно раководство на ССУКМ ги почнавме да ги реализираме. Се до оној момент додека имаше расположение во Министерство за образование и наука, некако тие иницијативи ги туркавме. Се до оној момент додека министер не стана Никола Тодоров, се до тој момент можам да кажам и дека имаше надеж дека некои работи ќе се случат. Од моментот кога министер за образование и наука стана Никола Тодоров натаму, буквално беше вратата затворена за се. И не само за мене, до денес кажете ми што направиле студентските организации од тогаш, сте слушнале ли нешто? Било каква иницијатива освен правење хуманитарни забави и организирање на студентски игри. И фалсификување на избори, сурово фалсификување на избори, да. Обвинувате ни Селиев во овој период. Го споменавте Никола Тодоров. Тој беше една од опциите всушност за наследник на Груевски. Втората опција беше Никола Поповски, например, па Владко Ѓорчев, Антонио Милошовски. Видете вака, значи се имаше ли навистина желба некој од нив да не знам, со нив лично немам со никого разговарано и не можам да говорам од нивно име или во нивно име, но да можам да го кажам што е принцип. Принцип е дека следниот лидер на ВМРО-ДПМН, кој да е, треба да потекне во членството или да биде избран из една демократска процедура и вториот момент е не смее да биде никако поврзан со криминалите на актуелната партиска врхушка. Да. Го нацртавте практично фотороботот на идниот лидер. Имате ли, Тоа се моите заложби. Имате ли некое име кого гледате дека би можел да одговори на ваквите? Искрено не би сакал да шпекулирам со имиња, би оставил во некоја си една транспарентна демократска процедура самото членство да го каже тоа. Добро. Се гледате ли вие лично како лидер на ВМРО? За сега не. Сепак имам фамилија, долго време не сум посветен на мојата фамилија ради борбите кои што ги водам. Сакам изминатиот илниот период што преследи да се посветам на фамилијата. Луѓето од реформското крило од ВМРО-ДПМН? Ја мислам дека сепак таму има потенцијал. Би можело да го има потенцијал. Замена Груевски. Добро, јас благодарам што. И благодарам на поканата.